Супермаркетите, аптеките и продавниците за техника и мебел од петок ќе бидат обврзани да ги објавуваат цените на своите производи на официјалните веб страници. Оваа обврска произлегува од измените на Законот за заштита на потрошувачите кои стапуваат на сила на 18 април, по објавата на измените во службен весник. Министерството за економија изготви правилник кој утврдува како и кои податоци треба да се објавуваат од страна на малите, средни и големи трговци. Правилникот предвидува дека трговците ќе треба да ги ажурираат цените на стоките на дневна основа, секој работен ден до 10 часот, а сите објавени цени мора да бидат достапни без потреба од регистрација или најава. Доколку има ненамерни грешки, тие треба да се исправат во рок од 24 часа. Оваа мерка има за цел да обезбеди поголема транспарентност на цените и да им овозможи на потрошувачите полесно да ги споредат цените и да донесат информиран избор. Инспекцијската контрола потврди дека кардиохирушкиот оддел во болницата бил без стентови, а ангиографската сала била неоперативна кога пациентот бил примен во критична состојба. Поради недостаток на неопходната медицинска опрема и услуги, пациентот починал додека бил на лекување. Овој инцидент ја истакнува сериозната загриженост во однос на обезбедувањето на критична медицинска опрема во здравствените установи. Министерството за здравство изрази длабока загриженост и најави внатрешна истрага за утврдување на одговорноста за овој трагичен случај. Овој инцидент ги подвлекува проблемите со недоволната опрема и инфраструктура во некои здравствени институции и ја истакнува потребата од редовни инспекцијски контроли за осигурување на безбедноста и квалитетот на здравствената заштита. Утрово, околу 6 часот, избувнал пожар во новиот погон на фабриката Биелин во Огулин, Хрватска. Пожарот се ширел во складишниот простор, а на терен се бројни екипи на пожарникарите кои се борат со огнената стихија. За сега нема информации за повредени лица. Специјалниот пратеник на американскиот председател, Стив Витков, изјави дека постои потенцијал за преобликување на односите меѓу Русија и САД преку комерцијална соработка. Тој посочи дека ваквите партнерства можат да донесат стабилност во регионот и можат да помогнат во решавањето на конфликтот во Украина. Според Витков, ова представува вистински потенцијал за мир на глобално ниво. Во врска со преговорите за решавање на украинскиот конфликт, Витков истакна дека процесот ги надминува географските и политичките граници и се дискутираат безбедносни гаранции и откажување од плановите на Украина за членство во НАТО. Минатиот петок, Стив Витков го посети Санкт Петербург, каде што имаше 4-часовни преговори со председателот Владимир Путин, фокусирани на аспектите на мировното решение за Украина. Тој нагласи дека иако не се очекуваат моментални пробиви по оваа посета, постои оптимизам за напредок во диалогот, посебно кога станува збор за постигнување на компромиси кои ќе обезбедат стабилноста на регионот и ќе доведат до глобален мир. Витков ја изрази надежта дека овој процес ќе продолжи да се развива, бидејќи, како што вели, стабилноста на Европа зависи од овие преговори. Американскиот председател Доналд Трамп вербално ја нападна новинарката на CNN, Кейтлан Колинс, за време на заедничка пресконференција со председателот на Ел Салвадор, Најб Букеле. Инцидентот се случи кога Колинс го постави прашањето за случајот со Килмар Амброго Гарсија, кој бил погрешка депортиран од САД во Ел Салвадор. Трамп ја воведе со зборови со ироничен тон, нарекувајќи ја CNN телевизија со ниска гледаност. Кога новинарката праша дали Гарсија ќе биде вратен назад во САД, Трамп остро реагираше: дали е можно да му наредувате на председателот на Ел Салвадор што да прави со неговите граѓани? Запраша тој, продолжувајќи: затоа никој не ве гледа. Сакате да пуштиме криминалци на слобода? Вие сте болни луѓе. Телевизијата CNN ја прекина директната емисија неколку минути пред крајот на пресконференцијата. Водителката Дейна Бас коментираше: слушнавме многу информации, но и дезинформации. Председателот Трамп рече дека CNN ја мрази нашата земја. Тоа не е точно. Јас сум тука веќе 32 години и ваква реторика досега не сме виделе.